Според спроведените анкети со анонимни испитаници, направени од страна на синдикатите, речиси половината од работниците во Македонија наведуваат дека се жртви на мобинг. Вработените на своето работно место постојано наидуваат на различни ситуации кои негативно се одразуваат врз нивното физичко и ментално здравје, како и на квалитетот на нивната работа. Повеќето нарушувања на здравјето на вработените честопати се поврзуваат и се сметаат како последица на психичкиот притисок на работното место или на мобингот. За жал, во последните децении мобингот на работното место се препознава како еден од главните глобални јавноздравствени проблеми кои што значително влијаат на здравствената состојба на работниците и нивната продуктивност. За тоа како ќе се доживее мобингот и како тој ќе се одрази врз здравјето и квалитетот на работата влијаат повеќе фактори. Пред се, дали работниците го препознаваат, го очекуваат, дали знаат и умеат да го контролираат и да се справат со него. Експертите кои долго време се занимаваат со овој проблем сметаат дека, иако на прв поглед изгледа тешко, докажувањето е возможно ако навистина е извршено дејствието и за тоа постојат докази. Се разбира, главен услов е самата жртва да успее да го препознае и да има доволно трпение да собира докази. Актери во мобинг ситуацијата се вознемирувачот или моберот, жртвата на мобинг и наблюдувачите кои, иако се навидом неутрални со своето пасивно однесување, честопати можат да бидат група за поддршка на моберот. Мобингот се манифестира преку необезбедување на основни услови и средства за работа, навредување, исмејување, повишување на тонот на гласот, често прераспределување од едно работно место на друго или од една работна просторија во друга, одземање, недоделување или претрупување со работни задачи, давање на бесмислени и апсурдни работни задачи, задавање кратки рокови за извршување, неоправдано оценување со пониски оцени, тенденциозни дисциплински постапки, прекумерна контрола на работата, често критикување, неосновано обвинување, игнорирање, изолирање и така натаму. Постојат неколку видови на мобинг. Хоризонтален мобинг, кој што се одвива меѓу работниците со еднаква положба на хиерархиското скалело, односно кога еден или група работници избираат еден работник жртва и врз него сакаат да докажат дека се силни и способни. За вертикалниот мобинг е карактеристично што се врши по хиерархија. Претпоставениот може да малтретира еден работник или цела група. Тоа се нарекува босинг, но исто така можна и обратна ситуација која се нарекува стафинг, а во која група работници малтретираат еден претпоставен. Не е непозната ни појавата на стратешки мобинг, која се забележува во ситуации кога се вршат структурни промени во фирмата или установата, например рационализација и прогласување технолошки вишок. Во оваа ситуација, претпоставените организирано вознемируваат одредени лица кои се непожелни за тие сами да дадат отказ без да бараат отпремнина, одштета и слично. Што треба да сторите доколку сметате дека сте жртва на мобинг? Треба да знаете дека мобингот кај нас е регулиран со посебен закон. Закон за заштита од вознемирување на работното место од 2013 година. Овој закон предвидува секој што смета дека е вознемируван на работното место да се обрати до оној што го вознемирува со писмено предупредување. Целта е да се реши спорната состојба без покренување на постапка и да се предупреди моберот дека жртвата ќе побара законска заштита доколку не престане со вознемирувањето. Освен тоа, жртвата пред поднесување на тужба пред надлежен суд може да поднесе до работодавачот и барање за заштита од вознемирување на работното место, во кој ќе ги наведе своите податоци и податоците на оној кој го вознемирува, нивните работни позиции, како краток опис со траење и зачестеност на вознемирувањето, како и наведување на последниот датум на кој е извршен мобинг. Секако со проследување на факти и докази. Ова е позната како постапка за посредување која е интерна и незадолжителна и има за цел брзо, мирно и вносудско решавање на спорот. Доколку жртвата се одлучи да иницира тужбено барање, тоа треба да биде подкрепено со солиден доказен материјал. Се препорачува жртвата да води мобинг дневник, односно систематски да ги запишува сите податоци за мобингот со колку што е можно повеќе детаљи, како што се датумот и местото, имињата на сведоците и исходот од настанот. Препорачува и посета на психолог или психијатар и континуирано следење на здравствената состојба со обезбедување на копии од медицинската документација. Исклучително важно е да се чува секој материјален доказ, како копии од дописи, поднесоци, електронска пошта и комуникација, SMS пораки и слично. Покрај тоа што во последните години е забележано зголемување на бројот на барања и тужби за заштита од мобинг, треба да се работи на намалување на оваа девијантна појава преку континуирана едукација и информирање на работниците. Овде најголема улога и одговорност би превзел секторот за управување со човечки ресурси.
Потребно е вработените од тој сектор да се запознаени со тоа што значи мобинг, како да се препознае, какви постапки се предвидени со законската регулатива и најважното на кој начин да пружат помош на колега кој се обратил за совет и помош до нив. На тој начин ќе спречат понатамошна ескалација на проблемот и интерно решавање на случајот. Секако повеќе од потребна е и подобра законска рамка во однос на третирањето на мобингот, како би се овозможила подобра заштита на жртвите. Со оглед на последиците кои може да ги предизвика мобингот, се чини дека народната поговорка подобро да се спречи отколку да се лечи, овде, како во ниедна друга ситуација, наоѓа своја практична примена и актуелност.